прегорен шеќерен лиџовче си јадала? Како не? Мене татко ми ги правеше тие. Кој благо бе тоа сладко до дома, не знам, тоблерониња. Каде бе тоа? Не. Тоа купуваш од Грчка и го чуваш 2 недели мувла да фати за да искочиш надвор и да земеш вака коцка и да те видат друга или лименки. Ти текно дека немаш или ја не можам да објаснам на деца дека ние во Македонија немавме лименки бе. Прв пат се појавија во време на Анте Марковиќ. И тоа не беа Кока-кола овие продукти кои што се популарни, не знам, модерни Пепси и така натаму, туку беа некоја wannabe кола, wannabe оранж. Се сеќаваш на тие првите по маркети? И дојде као, не мора да одиме до Грчка. Ние одиме во Грчка на одмор, од Катерини се враќаш, од Катерини купуваш и се собираа оние лименки, пирамиди правевме, ти текнаа празни. И тоа кој ги даде некој, колку лименки имаш, веш. И се мереше пиење, не знам како било кај тебе. Со мојот брат покоен Димитар, имавме во Грција кога одевме, ќе се купеше флаша сок, било каков газиран од овие брендираниве, и се мереше буквално со цртки. Кој да кај исто? Па нема шанси. Ти една чаша, една чаша, ти една чаша, една чаша. Како да ми објасниш на деца? Да. Што значи ти да бидеш лимитиран во однос на конзумација на одредени содржини или да ги немаш?